горделивите паркобрани кои го бранеа градот од урбаната дегенерација и архитектонското унакажување, бунтувајќи се против градежната наезда која ги освојуваше зелените скопски оази, откако се вгнездија во фотелите на озлогласените, наместо дисконтинуитет, со истиот ритам ја продолжија таа иста приказна со чија содржина се конфронтира. Штитите урбана мафија, урбана мафија. По преземањето на власта на 15 октомври ќе го запреме градежниот хаос. А ништо не променето и сега. Истото го правиме. Ќе направиме ревизија на дуповите со цел да се намали градежната експанзија. Значи доколку се донесени во законска процедура, тогаш нема веќе можност согласно правилникот од 2015 година. Нивото на толеранција почнува сериозно да допира до лимитите со кои таа нормално се граничи, а прашањето на одговорност веќе не треба ниту да се поставува, туку да биде одговорено. Иако со динамиката со која се одвиваат процесите, тоа веројатно и натаму ќе остане само на ниво на продолжена празна реторика, ама полна со оптимизам. Огромен е бројот на луѓе во владата кои што и знаат и се трудат. Исто така голем е бројот на луѓе во владата кои што многу се трудат, а не знаат. Но се трудат и да научат. Има еден дел кој што ниту знаат, ниту се трудат. А поради тоа ќе се случи секако и реконструкција. Инаку реконструкцијата на владата, премиерот ја најави уште пред 1 месец. Јас сум убеден дека до кај 10 или средината на април ќе бидеме комплетирани. Јас се надевам дека овој викенд веќе како што навршува месец април и ќе привршуваме. А да почекаме да почне месец. Рековме на почетокот на мај не е почнат, се уште утре почнува. Се уште е почеток на месецот, иако како што е тргнат, тој може и да биде и пролонгиран од друштвото кое бара свое место се проширува. Па дури и со оние кои атакуваат персона, ма не само политички, подсмевајќи се на слободниот речник кој го користи тој на чија врата сега тропаат. Немојте да мислите дека вие сте тој објективниот во Македонија, ајде да не кажам, како што вели Заев, црпнат. Може би затоа слабе е довербата, особено кај оние од кои никој не ни ја очекува, ниту пак полага надеж во неа. Само што е исклучително несвојствено кога припадници на левиот патриотизам почнуваат да надградуваат со глорификација на моќта која поседуваат оние со кои тие, веројатно од страв, никогаш не би ни седнале, па затоа и бараат прекин на преговорите. Извинете, ама повеќе верувам на таа грчка дипломатија која што е постамена, посилна, која што влезе со многу поголем капацитет во целиот преговарачки процес. Тие пак што отсуствувале од часови кога требало, па сега мора да го градат својот капацитет, тргнуваат со наобразба од таму од каде освен нарачани телефонски јавувања и пофалби, ништо друго и не може да се чуе. Ја мислам дека многу нешто треба да учиме од овие утренски програми. И на крајот, освен телефоните, практика е без исклучок гостинот, кој вообичаено е, иако и не мора да биде, доктор, на барање на гледачите, да подели по некоја бесплатна диагноза. Логично е кај еден дел од граѓаните да завладе општествена депресија кога станува збор за политичките теми. И тоа вие го заклучувате од овие јавувања. Ако во општеството владее депресија поради политичките теми, тогаш лекот е, еднаш за секогаш, тие теми конечно да бидат затворени.